Македонецот Никола Данев, кој живее и работи во Соединетите Американски држави, подолго време е дел од системот за противпожарна заштита во Американската сојузна држава Њу Јорк. Волонтерската кариера ја започнал на Универзитетот Колумбија, каде покрај студиите се посветил и на службата за брза помош. Од волонтерски медицински техничар стигнал до директор на Универзитетската служба за брза помош. Управувал со тим кој се грижил за безбедноста на илјадници луѓе на Манхетен, а во соработка со универзитетското раководство работел на подобрување на условите за студентите пред се во делот на психичкото здравје. Се запишал и на Државната противпожарна академија, каде завршил повеќе курсеви за безбедно и ефективно гаснење на пожари. Како докторант на Корнел се приклучив на локалната противпожарна служба, каде што започнав како обичен пожарникар и полека стигнав до нивото на командир на целата единица, водејќи една од најуспешните служби во округот Томкинс, а и од неодамна признаена како една од најуспешните противпожарни служби во Соединетите Американски држави. Да не вели дека она што овозможува напредување на вакви позиции е постојање на јасна рамка во системот за итни реакции во САД и воопшто во американското општество. На почетокот мојата улога беше едноставна: помагање на постарите колеги, носење опрема, поддршка на терен, а со текот на времето, преку вложување и учење, ми беа доделени се поголеми одговорности. Се соочував со интервенции во пожари, автомобилски несреќи ситуации, каде што требаше да спасуваат животи во најтешките услови. Но она што секогаш ми оставал најсилен впечаток е чувството на заедништво и доверба во тимот. Тој неодамна беше дел од група млади американски пожарникари кои имаа средба со директорот на Македонскиот центар за управување со кризи, Стојан Чангелов. Имаа можност да го испробаат системот во ЦУК преку анонимна пријава до дежурните диспечери. Вели дека македонскиот систем за управување со кризи е добро поставен и оти го импресирал посебно системот 112, кој брзо и ефикасно одговорал на разни типови на итни ситуации. Во споредба со американскиот систем, главната разлика е што во САД ваквите центри имаат малку подолга историја на функционирање и, например, би можеле да послужат како модел за воведување на дополнителни технолошки решенија и методи за обука. Но генерално, Македонија има млад, но стабилен, добро организиран систем со одличен тим на професионалци. Било заклучено дека се користи сличен систем за пружање на прва помош преку единствен повикувачки број за итни случаи. И македонскиот и американскиот систем се базираат на координација меѓу различните служби. Дали се тоа противпожарни служби, медицински, полициски, сите со цел да обезбедат брза реакција на граѓанските потреби. Она што не изненади е колку добро функционира системот 112 во Македонија и колку брзо и професионално се одговара на повиците. Бевме запознати како функционира противпожарната служба во нивното градче. Во суштина таму нема професионална единица, туку тие се оние кои што ги гасат запалените објекти во самиот град и во околината. Воедно можевме да видиме како во Соединетите Американски држави е развиено доброволното пожарникарство. Нешто што е наш предизвик, нешто на кое што работиме овие години и верувам дека во следниот период ќе имаме повисоки резултати, затоа што кај нас има огромен потенцијал за развој на доброволното пожарникарство. А за Данев да се биде единствен македонец во таков систем за спасување и брзи одговори во САД било голема одговорност. Ми беше многу важно да ја представувам Македонија во тимот. Како македонец, чувствував одговорност да покажам дека нашата земја има квалитетни луѓе кои можат да бидат рамо до рамо со најдобрите. Моите американски колеги ме прифатија како рамноправен член на тимот, па дури ме изгласаа за нивни командир. Фактот што доаѓам од земја како мојава беше само дополнителна причина за гордост, не само за мене, туку и за целиот тим, ни рече Данев. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.